презентиран извештајот изработен од страна на професорот Радмил Поленаковиќ за анализата на вклученоста на климатските промени во образованието. Овој извештај е подготвен во рамките на проектот Четврт национален план и третиот двогодишен извештај со техничка и финансиска поддршка од Програмата за развој на Обединетите нации, како и Глобалниот фонд за животна средина. UNDP учествуваше во реализацијата на овој процес со насоки, сугестии, овозможување на контакти, како и со поврзување на клучните чинители од областа на климатските промени. Исто така во изминатиот период UNDP организираше и консултацијски процес, односно во месеците октомври и ноември, со кој што целта беше да се вклучат младите во проблемот со климатските промени. Тука беа вклучени околу 300 млади од нашата држава, и од нив повеќето ја истакнаа потребата од стратешки инвестиции во зеленото образование, што ни кажува дека постои интерес од страна на младите за вклучување на климатските промени во образованието. Исто така, за значајноста на вклучувањето на климатските промени во образованието зборуваше и министерот за животна средина и просторно планирање, господинот Насер Нуредини, па предлагам да ја погледнеме неговата изјава. Ако може. Марија, направи стоп шер. Треба да ми се окей. Дали е во ред сега? Да, фала. Да? Yes, the majority know. They say, yes, I've heard of climate change. The question maybe we need to ask is, what will the effects be of climate change on our daily lives? With studies, we are approaching it. Unfortunately, I don't see many courses for our students to study environmental issues, climate change. We have certain studies which go in a direction, but do not focus on environmental studies, on climate change. I have spoken to my colleagues, the Minister of Education. I've also spoken to some members of the academia here. They are willing, they want to, but we haven't initiated it just yet. Because it's not just the idea of making people aware and not just actually talking about it, understanding it. We cannot just expect international experts to come and teach us about it. We need somebody to actually walk it tomorrow. We need our own experts, our local experts, to implement what we're talking about. Така, значи ова беше видео од министерот за животна средина и просторно планирање од ноември минатата година. И ова е пред објавата на новата концепција за образовните програми. Сега би сакала да ја поканам и Теодора Гранчаровска, доколку сака да се приклучи, да се представи, да каже некој збор за важноста на климатските промени во образованието. Повели, Теодора. Веројатно не се слушаме. Павлина, би сакала ти нешто да додадеш? Се извинувам. Дали да се вклучам? Да, може слободно. Да, благодарам. Значи зборува Теодора
Гранчаровска од Министерство за животна средина и просторно планирање. Посебен интерес за мене лично представува денешната работилница, затоа што од неколку аспекти. Првиот аспект е затоа што е повеќе пати детерминиран ГАП, кога се правеше анализа на самата цел за од целите на одржливиот развој, тоа е целта за намалување, односно облажување на климатските промени, цел број 13, која што има своји подцели, и една од подцелите е образование за климатски промени, и во неколку наврати досега во различни документи за различни причини е констатирано дека образованието за климатски промени представува ГАП. Значи, треба да се адресира дополнително во едукативни образовни програми на различни нивои. Она што ќе го слушнеме денес е анализата на професорот Поленаковиќ, направена за степенот на вграденост на образованието за климатски промени. Јасна е констатацијата дека истото или не е вградено, или се смета дека е вградено, меѓутоа не се отиде подалеку во анализите на што е тоа што е вградено, затоа што има различни аспекти кои што треба да бидат адресирани. Навистина е предизвик и останува до сите нас во соработка со Министерството за образование и Бирото за развој на образованието, заеднички да видиме како тоа не мора да направиме посебни курикулуми, значи за климатски промени или воопшто животна средина и климатски промени, иако станува збор за сосема различни работи. Туку може заеднички да поработиме како да ги интегрираме различните аспекти од климатските промени во различни тековни образовни предмети на ниво на основно образование, значи врската со биологијата, со хемијата, со математиката, со различни аспекти на природните науки, различни аспекти на општествените науки, значи социјални ефекти, економски ефекти, затоа што станува збор за многу широко подрачје кое што може да биде доведено во контекст со многу различни работи и различни тековни предмети, следејќи го концептот на интегрирано образование. Она што лично сметам дека недостига е и образование не само на основно ниво, туку и стручно образование и на високо ниво, особено специјалистички студии или некој друг тип на студии, и засилена соработка на донесувачите на одлуки и нивна застапеност во образовни програми како истакнати луѓе од праксата, што го возможува Законот за високо образование, се со цел да младите идни академски граѓани на нашата држава ги образуваме за потребите кои што произлегуваат и од европското законодавство во делот на климатски промени и разни други политики кои што треба да ги вградиме во нашиот систем и понатаму не само да ги вградиме, туку и да ги спроведуваме, зашто особено е битно образованието. Значи, прво да се разберат потребите, да се искреира таков кадар и понатаму истиот да се абсорбира и во бизнисите и во сите останати сектори на живење во државата. Благодарам. Те благодарам, Теодора. Значи, како што кажа и ти, нова сесија ќе биде презентиран извештајот изработен од страна на професорот Радмил Поленаковиќ за анализата на вклученоста на климатските промени во образованието. Радмил Поленаковиќ е професор на Машинскиот факултет при УКИМ Скопје. Тој има учествувано во реализација на над 100 проекти финансирани од различни ЕУ програми, министерства, агенции и општини. Бил тим лидер на Националната стратегија за предприемачко учење 2014-2020 година, стратегијата за кластери, регионалните инвестицијски стратегии за плански региони, како и во уште над 50 проекти. Тој има публикувано над 310 трудови, извештаи и презентации, од кои повеќе од 10 биле учебници и прирачници за основно, средно и високо образование. Мислам дека ова е едно навистина богато искуство во творичката дејност. Па сега би сакала да го поканам професорот Радмил Поленаковиќ доколку сака да ја започне презентацијата. Повели, Радмил.
Благодарам на сите. Дали се слушаме добро? Ме слушате? Да. Во ред. Добро. Прво, сакам да ве поздравам сите. Еве со чаша кафе, да беа овие нормални услови, веројатно сега ќе бевме во некој од убавите хотели из Скопје и презентацијата ќе беше во живо. Меѓутоа, заради новото и условите во кои што се наоѓаме, се надам дека во наредните 20 минути успеам накратко да презентирам тоа што интензивно го работев јас и многу луѓе ми помагаа во делот на анализа на застапеноста на образованието за климатски промени во формалниот и неформалниот образовен систем. Дали може да ја пуштам презентацијата, ако може да ми дозволите? Раде, како Раде, таму сум, пошто јас се приклучив и со телефон, имав проблеми со Валево со приклучувањето. Значи, дозволете ми кај Раде Поленаковиќ. Пошто со... добро е, еве сум. Дали се гледа? Само да пуштам фул скрин. Се гледа. Одлично, само секунда. Да. Добро, само да се трнеме ние. Еве да се трнеме. И ова што зборам да се трне. Еве. Добро. Прво да кажам, ова област не е моја област, климатски промени. Меѓутоа, предизвикот ми беше огромен. Бидејќи сум работел во областа на иновации и предприемништво интензивно 20 години, на сите нивоа на образование, и користејќи го тоа искуство и тој пристап, почнав да ги анализирам работите буквално од нула. Мојата презентација ќе базира на следниве неколку елементи. Прво, што е и зашто е важно, кои се препораките во однос на образованието за климатски промени, како е спроведено истражувањето и клучните резултати, заклучоци и препораки. Зашто е потребно ова образование? Значи, интензивно се заговара потребата од многу посеопфатно образование за климатски промени во изминатите, јас би рекол, 20 можда и повеќе години, пред се како последица на проблемите што настануваат со зголеменото ниво на јаглерод диоксид и стакленичките гасови, со што интензивно се зголемува температурата на земјата. Што пак предизвикува други проблеми, како што е топење на снеговите и ледот на Антарктикот и Антарктикот. И се очекува покачување на висината на морињата, може би до 1,5 метра на крај на овој век, што пак има последица зголемување на сиромаштијата. Она што е важно е дека човекот и неговата алчност за поголем профит е главната причина за сите овие работи. На ова проблематика може да се пристапи од различни аспекти. Овде е еден аспект како гледат економистите на оваа работа. Пред 2 години, значи за 2018 година, Нобеловата награда за економија ја добија научниците Нордхаус и Ромер, кои што во макроекономските проекции ја вклучија и анализата на климатските промени и што се ќе настане доколку не се преземат мерки на време. Тука се наведени само дел од последиците кои што, гледајќи од перспектива на економија, се можни во наредниот период доколку не се преземат одредени мерки. Радмит, зашто е ова важно? Зашто е важно образованието за климатски промени да биде вклучено? Ако почнеме од основното, а тоа дека квалитетното образование е осново од човеково право и е темелот
за секој општествено-економски развој на секаде на светот, клучните меѓународни институции сметаат дека баш образованието е тоа кое што ќе успее да го смени менталитетот и да придонесе за соодветен одговор кон климатските промени. А младите се клучот во системот на образование и целта е со овој пристап да се убедат, да ги променат своите ставови и начини на однесување, односно ние да им овозможиме соодветна климатска писменост, со што ќе ги подготвиме за иднината која престои. Значи, ние треба да ги охрабриме преку овој вид на образование, да ги сватат кои се причините и последиците од ваквото однесување, односно да ги охрабриме да преземат мерки уште од најмала возраст и да соодветно ги адресираат проблемите кои што се јавуваат. Се со цел да се обезбеди поодржлив начин на живот. Генерално, овој вид на образование се дели на образование за убlažување на климатските промени и образование за адаптација на последиците од овие промени. Има преклопување при дефинирањето на овој вид на образование со еколошко образование, со образование на одржлив развој и така натаму, меѓутоа тоа во литературата има различни природи, пристапи, сега да не се задржуваме на тоа. Во секој случај, климатската писменост подразбира и соодветна примена на соодветни педагошки форми, методи и техники, кои што на вистински начин ќе ги пренесат клучните пораки од оваа проблематика. Само накратко, излеков два слайда за главните меѓународни, да речем, препораки и оние кои што буткаат целата работа за да овие работи се реализираат. Прво тоа се Организацијата на Обединети нации со сите своји тела внатре, почнувајќи од 92-ра, кога е дадена првата рамковна конвенција за климатски промени, па потоа 97 протоколот од Кјото и 2016 каде што се вика сите земји кои што го потпишале овој договор треба да ја признаат и потврдат важноста на образованието за климатски промени. Она што директно нас не засега како земја која што е на патот кон ЕУ се плановите, препораките и механизмите кои што доаѓаат од Европската унија, пред се тука зелениот план на кој што базира развојот на ЕУ за наредните 10 години и она што директно нас не засега, значи упатството за имплементација на зелената агенда на Западен Балкан од октомври 2020, значи пред неколку месеци, кој што кажува дека наставните програми треба да ги вклучуваат клучните компетенции и вештини неопходни за работа во зелена економија. Тоа значи во сите наши реформи што сега ќе се прават и во иднина, треба да хоризонтално се препорачува и вклучува климатската писменост со цел ние да ги подготвиме младите за предизвиците на зелената економија, зелената трансформација и да ги направиме работоспособни со соодветните компетенции што ќе им ги дадеме и ќе ги спремиме за еден среќен живот и успешен живот. Што требаше со ово истражување да се опфати? Пред се анализа на тоа колку се вклучени климатските промени во формалниот и неформалниот систем на образование. Формалниот ги опфаќаше трите нивоа на образование, дури предучилишното образование програмата беше анализирана, а од аспект на неформалното образование беа анализирани програмите на Центарот за образование на возрастни и на беше
избрана база од околу 80 невладини организации кои работат во оваа проблематика, им беа пратени анкетни прашалници за да се изјаснат какви видови на програми и обуки нудат. Како беше вршена анализата? Значи, прво, анализа на литературата, пристап до светските бази, почнувајќи од Web of Science и така натаму, многу сковари и други. Анализа по клучни зборови, потоа анализа на наставните програми за основно и средно образование, што се на веб страниците на Бирото за развој на образование и Центарот за средно стручно образование. Исто така анализа на учебниците кои што може да се симнат од учебник базата на МОН, како и анализа на студиските програми на универзитетите во Македонија. Ова беа клучните зборови на база на кои се правеше пребарувањето. И веќе тука се соочивме со првиот проблем и тој ќе ги истакне кои се можните недостатоци во ово истражување. А тоа е дека нормално некој збор да е исклучен и некој збор да е синоним, некој поинако да видел представен во текстовите што биле на интернет. Потоа, нормално на интернет нема се, содржините продлабочени не може да се анализират. Заради условите во кои што се наоѓаме сега, во главно се беше реализирано онлайн и со телефонски разговори, имав само неколку лични средби. Дел од учебниците што беа ставени во форма да не може да се пребарува директно во нив. Како што реков, проектот траеше околу 2 и нешто месеци, значи сепак ограничено време за еден човек, иако имав неколку помошници кои ми помага во овие анализи. Сега сакам да им израздам благодарност, во извештајот ги пишува напред кои се тие. И она што е најважно, значи, со оглед на тоа дека не сум стручњак во оваа област, не се проверуваше дали информациите што се презентирани се точни или се апдейтирани согласно новите препораки, новите искуства во литературата или новите знаења. Сега, она што позитивно ми изненади е дека скоро секаде може да се најдат одредени содржини, почнувајќи и во предмети за кои што често може да не се очекува, меѓутоа јазиците, македонски јазик, странски јазици, потоа ликовно образование, значи се обработуваат теми директно поврзани со предметната проблематика. Нормално, оние постручни предмети како што се техничко образование, биологија, географија, директно обработуваат теми. Еве како е правена анализата, например. Значи, во анексите, вие не ги добивте, значи има многу анекси во извештајот, се анализирани, гледате природни науки, например, за 4-то деление, тоа е предметот, кој е оделение, број на часови, неделно, односно годишно, потоа следи темата, лекциите и на крај доаѓаат цели активности и каде се наоѓа таа тема, односно таа содржина во учебникот, доколку учебникот беше доставен за пребарување. Еве пример за македонски јазик, за природни науки, кои што директно адресираме ефект на стаклена градина и така натаму. Слична ваква анализа, еве уште и извадок, значи исто во посебен анекс, што е преземено од учебниците како скриншот, колку да се види што има во учебниците. Реков, ова не е анализирано дали е добро, не е добро, значи тоа е веќе следен чекор ако треба да се прави подлабинска анализа. Слично е направено и со средното образование, со програмите кои што беа на располагање, реков, од Бирото за развој на образование и од Центарот за средно стручно образование. Меѓутоа, дел од учебниците не може, како што реков, да се детално прегледаат. Високото образование беше многу широко и тука морам да признам потрошив помалку време. Има многу повеќе за анализа со оглед на проблематиката и ширината. Меѓутоа, факт е дека постојат посебни предмети на многу факултети, пред на техничките, природните, биотехнолошките науки, каде што се обработуваат специализирани теми од сегментот на климатските промени.
Сега, во делот на образование на возрастни. Има многу програми таму, меѓутоа само малку има теми поврзани со климатските промени. Еве тука се неколку извадени програми и мислам дека тука има огромен простор на подобрување, бидејќи центарот при барањето за верификација на програмата може да бара соодветно вметнување на содржини од климатските промени и многу да влијае на профилирање на обуќите. Сега, како на сега да во светот и кај нас, морам да им одам признание на невладините организации од ова област која што сериозно даваат придонес во развојот на оваа проблематика. Значи има многу специализирани организации кои што работат во овој сегмент, кои што еве како што гледате има теми директно кои што обработуваат проблематика на климатските промени. Сега за жал одговорија само 17 невладини организации и тука морам сега да споделам една анекдота. Значи имаше една слична ваква анализа пред негде 3 години во делот на предприемачки екосистем, пратени анкети и после се презентира вака извештајот и јас се бунам после тоа зашто нас не стави сега тој што презентираш, вика професоре, вика па 2 пати пративме анкета и не одговоривте. Така да тој аспект претпоставам дека поготово во време на голема нападнатост од онлайн анкети, онлайн активности, некои од невладините организации кои секако дека имаат активности во оваа насока, не нашле време или го превиделе мейлот, така да ако некој сака да ги дополни своите активности во рамки на овој извештај, еве отворена покана, значи во наредните 10 дена да не контактира слободно или нас или канцеларијата на UNDP за да ги вметнеме и тие елементи во овој извештај. И да не должам, заклучокот кажува дека факт е дека имаме определен степен на вклученост на образованието за климатски промени во сите сегменти на образовниот систем. Во формалниот дел стварно радува фактот што, да речеме, во музичко има еколошка песма, например. Има семинари, има теми во македонски, во странски јазици кај што се обработува проблематиката на климатските промени. Нормално за очекување е во предметите како што се географија, физика, хемија, кои што директно таргетираат оваа проблематика, да има вакви содржини, меѓутоа наставувам дека тоа треба многу повеќе да се зајакне и продлабочи. И сега, тоа што недостасува е дека, претпоставам, после ова анализа до сега не е направен хоризонтален преглед што се има во формалниот образовен систем и дали постои корелација или поврзаност помеѓу овие теми или негде имаме преклопување, а некаде има недостаток од одредени содржини. Меѓутоа, тоа сега е тема за дискусија понатаму. Може би сега, бидејќи се прават реформи во основното образование, е вистинскиот момент да се согледа и како трансверзално ќе се вклучат современи знаење од оваа област. Во делот на неформалното образование, како што веќе спомнав, Центарот за образование на возрастни има сериозна шанса да влијае во идната верификација на програмите со настојување ваков вид на програми да бидат збогатени со содржини од климатските промени, а на граѓанскиот сектор само му сугерирам да продолжи да биде уште помотивиран во заложбите кои што ги прави во насока на развој на оваа област. Сега, што е целта? И во препораките имам 10 страни препораки, меѓутоа во интерес на времето дека ќе ги кажам најважните.
Прво, потребен е холистички пристап. Значи, нема еден стручњак, нити една област од оваа проблематика. Има многу сегменти и ова еден голем мозаик и секој со свој придонес може да даде збогатување на целата слика. Зашто? Заради тоа што сите ние, всушност тоа што работиме во разни сегменти, работа за подобар општествено-економски развој на нашата држава, која што ќе овозможни на идните генерации да имат сигурност, среќа и добра работа. На ниво на влада, значи многу е важно да сите овие елементи бидат вклучени како долгорочна цел на владата и на сите министерства. И она што е главен проблем кај нас е во второто. Значи, за жал, како се менуваат партиите, така и политиката ни оди горе-доле. И секој нов министер што доаѓа или шеф на некоја агенција кажува за прв пат во нашата држава ќе направиме тоа и тоа. Значи, факт е дека во држава кај нас постојат многу работи. Само потребна е подобра координација и излекување на добрите практики. И ставање на фокус на она што е главно, а не на ситници кои што лично задоволуваат одредени персони на различни позиции. Значи, како мултидисциплинарна област, овде потребно е координирање на различни сектори. Образование, економија, труд и социјала и нормална животна средина и просторно планирање. Кај нас има многу стратегии, меѓутоа факт е дека во наредните 10 години ќе се зборува и ќе се интензивираат работите во насока на зелениот план на Европската Унија, а ние ако сме паметни, ќе успееме да искористиме повеќе од овие зелени фондови. Например, еве да се пофалиме, Машинскиот факултет сега почнува еден проект со кој што ќе формира Центар за одличност на ниво на средно стручно образование за зелени технологии. Проектот киков митинг го имаме идната недела како дел од Erasmus Plus програмата. Значи, ако сме паметни, ќе повлечеме што е можно повеќе пари. До 26 јануари има повици за преку милијарда евра за имплементација на зелениот план на Европската Унија. Еве, ние да се пофалиме се пак еден дел од една таква апликација за околу 5 милиони евра. Се надевам дека ќе биде успешна. Заради тоа што ова што го гледате на овој слайд е основната цел на тој проект, кој што покрај основните компетенции кои што Европска Унија ги препорачува да се развиваат во делот на доживотно учење, како што се јазична писменост, знаење на странски јазици, познавање на математика, инженерски вештини, природни науки, потоа имаме дигитални вештини, имаме лични, социјални, граѓански вештини, култура, изразување и така натаму. Фокусот на нашата стратегија, според мене, на Македонија, за развој на образовниот систем на сите нивоа треба да биде на овие 4 компетенции. Дигитални, предприемачки, животни вештини и зелени компетенции. Значи, Европа во наредните 10 години ќе дава огромни пари за развој на овие зелени компетенции. Ако сме паметни, тој ќе го искористи. Зашто ќе дава пари за овие работи? Заради тоа што, ќе ми отиде слайдот, уште малку имам, заради тоа што всушност младите се тие кои што се агентите за промена, за подобра иднина. И Европа, а и ние ќе успееме да направиме механизам за мерење на степенот на развој на овие компетенции. Колку побрзо се вклучиме во тоа, толку подобро.
Она што е исто така многу важно е да во сите реформи биде вклучена што е можно повеќе експертската фила и граѓанскиот сектор, бидејќи секој ќе дава свој препораки од различен аспект на гледање. Значи, не смеме да одиме праволински. Предлог во МОН да се формира, значи, група која што директно ќе работи на овие препораки. И за мене клучот се наставниците, односно професорите. Зашто? Заради тоа што еден добро, да речем, обучен, добро трениран, добро образован наставник или професор во делот на други работи, меѓутоа и во делот на образование за климатски промени, го пренесува тоа знаење на 30, на 100, на 200 ученици, односно студенти. И анализите покажуваат дека на крајот се сведува на тоа колку е мотивиран и сака наставникот, односно професорот, да се вложи во пренесување на тоа знаење. Еве како пример уште еден, кај нас го предам предметот проектен менеджмент, помеѓу другите предмети. Со ова група на студенти, со кои што имавме последен час прошлата недела, им дадов за задача да на повикот, кој што беше на Хоризонт 2020 до 26, значи уште неколку дена, развијат во групи 6 проектни апликации поврзани со зелени технологии. Значи, кај мене во проектната, и тоа е минус, например, на ова истражување што го правим. Во програмата нигде ништо не пишува за проектен менеджмент дека се работи на оваа проблематика. Меѓутоа, 3 месеци ние со 30 на студенти интензивно работевме на оваа проблематика, која што индиректно ве гледате, мислам дека студентите сега научија многу како да се аплицира за Хоризонт, многу научија за зелените компетенции. Така да на крајот останува секој од наставниците на свој начин да најде можност како ќе ги пренесе овие елементи. Да заклучам, сите заедно мора да работиме на оваа проблематика, да се подигне климатската писменост, да се подигне снабденоста на младите со овие компетенции. Зашто? Заради тоа што за да можат младите да се справат со глобалните предизвици, нашиот образовен систем треба да произведе такви млади кадри кои што ќе се справат со проблемите кои што се наоѓаат во на глобалната светска сцена, и младите ќе бидат среќни и работоспособни за да без оглед кај се најдат си ја реализират својот живот. Јас ви благодарам за времењето, не знам како стојам со време, дали го прекорачи времето, али тука негде. Ви благодарам, па повелете сега да представам share. Добро. Ти благодарам, Радмил. Ова беше навистина интересна презентација. Сега би сакала да оставам простор за кратка дискусија, така да кој сака може слободно да се вклучи, можете слободно да се анмјутнете или пак да пишете нешто во четбоксот, јас ќе ги читам коментарите. Гледам дека во четбоксот Антонио од Go Green има споделено успешно реализиран проект со кој што се напишала книга Климатски промени и обновливи извори на енергија до техничките факултети. Тони, гледам крева рака слободно повели. Здраво, Антонио е. Ви благодарам на што се посветуваме и институционално и UNDP на оваа тема. Мислам, редно време беше.
Би сакал само да нагласам нешто во врска со основното образование. Вчера заврши рокот за поднесување коментари и предлози за новата концепција. Ние поднесовме предлог да, гледајќи дека климатски промени не беше споменат ниту во задолжителни, ниту во изборни предмети, туку само дел од еколошко образование беше во воннаставни активности. Наша краткорочна заложба е сега да речеме колку што може реално, бидејќи има во изборни предмети сексуално образование. Ние би сакале најмалку да видиме во изборни предмети климатски промени, зборам за основното образование сега. Значи, предмет по климатски промени во изборни предмети како продлабочување на знаењата во задолжителните наставни програми. А долгорочна заложба, значи тенденција ние да климатските промени не само да имаат еден посебен предмет, поради тоа што прашањето се поставува ако има еден посебен предмет, тогаш дали би требало да го предава професор од географија, од биологија, од можеби некој стручно како техничко образование, бидејќи и професорот спомена дека техничките науки се доста важни за климатските промени, или пак од социологија или од маркетинг, така да климатски промени како посебен предмет е навистина дискутабилно кој агол треба да го опфати, поради тоа што е многу интердисциплинарен пристапот. И затоа долгорочна заложба нас не е да биде во хоризонтално застапен во сите предмети, и општествени, и природни, и технички, па дури и во уметничките науки да има и предмети да има делови лекции кои се предаваат за климатски промени или го поврзуваат таа тема со климатските промени, значи еден хоризонтален пристап. Па се надевам првим ќе добиеме поддршка за да ја избуткаме агендава за изборен предмет да иде климатски промени сега во оваа фаза, а потоа сите заедно ќе залагаме да биде застапено тоа и хоризонтално, па ќе ме интересира и вашето мислење и се надевам ќе направиме една коалиција за застапување на ова и да влијаеме во Министерството за образование. Благодарам. Благодарам, да одговорам јас, така? Тоа сама се согласувам со сите ставови на Антонио. Значи, и јас вчера испратив клучните препораки што се однесуваат до основно образование до МОН, завчера во рамки на рокот. Еве едно искуство што беше реализирано со воведувањето на предметот на иновации, значи пандант на ова сега што збориме. Таму беше воведен како посебен предмет пред 6-7 години, а беше одлучено да може да го предаваат сите наставници со соодветна надградба, односно обуки. Искуството покажа дека значи потребна е целосна инфраструктура за да се реализира една ваква идеја. Прво, бидејќи е мултидисциплинарна област, проблем е значи кој ќе ги предава. Второ, значи ако има обука, потребно да биде сериозна обука, квалитетна обука и неколку дневна минимум обука за да се опфатат сите аспекти на работата. Трето, потребно да има соодветни материјали. Еве, повторно пандан со предметот иновации може да замисли дека 4 години Министерството не успеа да отпечати книга по предметот и иако имаше неколку конкурси, дури сега во октомври беше ставен учебникот онлайн. Еве ќе речем мој учебник кој што беше напишан уште пред 4 години заради одредени, да не зборам какви работи. Трета работа, четврта која наред, значи потребна целосна поддршка од аспект на директорите на училиштата за да таа зелена педагогија функционира, значи да овозможат гости предавачи одење на посета во фирми кои што работат во оваа проблематика и така натаму. Значи се може да се реализира ако има добра желба и поддршка од страна во овој случај на МОН и БРО, бидејќи без нивна поддршка, значи нема нормално вклучување на овие елементи. Добра забелешка во однос на капацитетите во образовниот процес. Исто така гледам во коментари дека и Валентина Гечевска се јавува за збор, така да слободно повели Валентина. Благодарам, Марија. Навистина сакам да ја поздравам оваа иницијатива, поддржана од UNDP и обсежниот извештај што е направен во рамки на ова истражување.
Мојата заложба е да интеграцијата на климатските промени биде во предметните програми на сите нивоа на образование и тоа како што дискутираа практично и главниот презентер и претходните дискутанти во најавата, со еден холистички и хоризонтален пристап. Значи, нема потреба да се оди кон посебни таргетирани предмети, туку интеграција во рамки на оние на предметите од различни аспекти, како што и Антонио прималку зборуваше, значи природните и техничките и општествените науки, предметите кои прилегуваат во различните нивоа на образование. Во суштина, климатската писменост, сведоци сме дека е во фокусот на акциите кои призлегуваат од зелениот план на Европската Унија. Практично, Европската зелена агенда за градење на прв јаглеродно неутрален континент од 2050 година укажува на тоа дека ние имаме обврска да ги обучиме, да изградиме млади кадри кои треба да се справат со тоа време, кое не е иднина, туку е сегашност. И во суштина, во тој контекст и образовните политики на Европа, образовните политики кои ги поддржува и промовира UNDP, практично нотираат дека кај младите е неопходна таа климатска писменост и особено се потенцираат овие зелени компетенции како додаток на претходно нотираните, ова што и во заклучокот професорот Поленаковиќ го потенцираше, дека претходно беа нотирани, многу се работи во нашето, да речам, обкружување на градење на предприемачки компетенции, дигитални компетенции, животни вештини кај нашата младина. Сега, барањата на Европа се додава и оваа четврта линија на зелени компетенции. Ние мора да бидеме во чекор со тие интенции, со тој фокус. Еве, многу накратко за да не должам, во однос на високото образование. Можам да кажам, да споделам искуства дека навистина во различни предметни програми аспектите на климатските промени и тоа од различен аспект, ублажување или адаптација, се присутни на различни студиски програми на различни факултети. Значи, главно, како што рековте, на техничко-технолошките факултети, на природните факултети, биоинженерските факултети. Меѓутоа, се повеќе се пројавува интерес и од општествените, да речам, и во рамки на студиските програми кои ги нудат општествените факултети. Во овој контекст, еве, многу накратко да споделам искуство. Значи, јас како професор на Машинскиот факултет во Скопје, па некаде пред 12 години промовирав и етаблирав практично студиска програма на втор циклус студии, значи постдипломски студии за менеджмент на животен циклус на производ, Product Life Cycle Management, по примерот на европски партнерски институции, универзитети. Значи, во рамки на тие постдипломски студии, во рамки на повеќе предмети, идејата за климатска писменост е вградена. И уште повеќе низ годините назад постоеше на искуство кое го потенцираше Теодора и е исклучително важно да ние во високообразовниот простор ги интегрираме постојано и стручњаците од пракса. И сега тука во одредени периоди се менуваа законите во високото образование и начините на кои ги ангажиравме директно по одлука на тие стручњаци од пракса, по одлука на предметниот професор, малку со промената на законите, практично законот за високо образование со додавањата на претходниот закон, сега со новиот закон, тоа е ставено во една рамка, добро е, да речем, позиционирано и таквите стручњаци од пракса се ангажираат по една дефинирана, детерминирана патека, која сега веќе, да речем,
устоличена на високообразовните институции на факултетите и веќе тој модел се применува и се надевам дека се повеќе факултети од овие области каде што во рамки на различни предметни програми е добро да и климатската писменост, климатските компетенции се потикнат, се поддржат, се изградат на младите луѓе, на нашите студенти. Значи, очекувам дека се повеќе колеги ќе пристапат кон тој аспект, ангажирање на луѓе од праксата и гостувачки предавања и на колеги и од странство. Дополнително искуство. Јас предавам предмет на додипломски студии развој на нови производи. И последнава година во двата семестри темите, проектите кои требаше да ги работат студентите беа примена на смарт технологии во развојот, при развој на нов производ, практично работа до развој на концепт, некаде proof of концептот зависи од студиската програма која слуша, некои работат и до реализација на прототип. Особено е важно да истакнам дека последниве два семестри 90% од проектите кои беа предложени беа зелени смарт технологии. Значи, примена на зелени смарт технологии. Сметам дека неколку предавања што имаат континуирано години назад во правец на аспектите на климатските промени, па и пошироко, животна средина, одржлив развој и така натака, меѓутоа, значи целата таа, како да кажам, димензија без разлика што не е директно дефинирана во рамки на структурата на предметната програма, практично ги насочува, ги поттикнува младите луѓе, тие се во текст со, да речам, новините на новото време и сами бираат и додаваат она грин, зелено кон смарт технологиите кои им се бараат да ги применуваат. Значи, бираат Internet of Things, Green Internet of Things, например. И на таков начин овие project хабови што постојат главно на техничките факултети, се повеќе последниве години ги обојуваме зелено, односно додаваме такви аспекти со кои пак оди со предавање, со поттикнувања да климатските промени бидат вклучени, односно бидат во фокусот, на еден начин бидат свесни младите луѓе за овие аспекти. И секако многу е важно да тоа на еден начин пошироко го формализираме и во тој контекст различни програми кои поддржуваат поставување, етаблирање на вакви проектни центри, хабови на поединечните факултети, можам да зборувам за Универзитетот Свети Кирил и Методи, во рамки на неколку проектни апликации во моментот, значи некои одредени, односно фокусот на целите, на резултатите кои се очекуваат е изградба на зелени, значи climate technology хабови, зелени хабови за климатски технологии. Благодарам, Марија, во интерес на времето, јас еве споделив неколку искуства и ја поддржувам оваа иницијатива и понатака да се продолжи да се работи на зголемување на климатската писменост кај нашата младина. Благодарам. Ти благодарам, Валентина. Интересна забелешка дека и кај нас има голем интерес и се дава се повеќе внимание на зелените компетенции наспроти дигиталните вештини. Гледам дека Трајче Велковски би сакал да земе збор, така да Трајче слободно повели. Ви благодарам многу. Најпрво да се представам, моето име е Трајче Велковски, за оние кои што не ме познаваат, доаѓам од Машинскиот факултет од Скопје. Јас навистина ме радува фактот што од истражувањето на професорот Поленаковиќ и презентацијата која што ја видовме се покажуваат и се даваат препораки за нешто што веќе почнува да се применува. Односно и во самата негова презентација беше изложено дека веќе постои проект кој што каде што еден од имплементаторите е токму Машинскиот факултет од Скопје
чиј фокус е токму на зелените иновации, односно развојот на зелените компетенции. Проектот се вика Greenovate и тој беше оценет со највисока оценка при финансирањето, односно во неговата сама апликација. Поради тоа што ќе кажам дека фактот заради кој што овој проект е навистина оценет на високо ниво и очекувањата од Европската унија се толку големи е поради тоа што тука правиме еден спој на оние Entrecomp и Greencomp кои што ги спомена професорот, односно развој на претприемачки вештини за развој на зелени иновации. Има еден интересен факт кој што вели дека во денешно време ние се бориме, односно сме во состојба да иновираме работи кои што ќе нас заштитат од нашите иновации. Во еден период развивавме, ги поттикнувавме претприемачите и ги поттикнувавме иновативниот дух на толку сериозно и високо ниво, да, како што видовте од презентацијата на професорот Поленаковиќ, веќе треба да најдеме начин како да се заштитиме веќе, односно како да ги направиме тие иновации да бидат позелени. Ако помислиме и од самиот факт дека пластиката и целиот пластичен отпад кој што денеска го користиме, некогаш било навистина голема иновација, веќе дојдовме денеска во ситуација да наоѓаме иновативни идеи како да се заштитиме од таа пластика и како се помалку и помалку да се произведува. Со ова рековме дека треба да се влие на сите делови од образованието, односно сите фази. Нашиот проект во кој што имаме партнери од Австрија, Финска, Република Македонија и Португалија, вклучува 18 на партнери. Тоа кажува и за неговата сериозност и реализација на активностите и ќе се надоврзам само уште една од активностите во проектот кој што се започна со имплементација во ноември месец, значи се уште сме во почетната фаза, е токму такво отварање на центар за извонредност за стручното образование. Како што испомена професорката Гечевска во своето излагање, значи ваквите центри ќе функционираат токму со влијание на зголемување на зелените иновации, односно зголемување на компетенциите во случајов на средните стручни училишта и наставниците во тие училишта за развој на зелени иновации. Во рамките на овој проект и на активностите кои што ги има таму, јас би, ако ми дозволите, се разбира, би споделил една информација интересна со вас. Значи, веќе во вторник имаме работилница токму на оваа тема, каде што треба да ги мапираме моменталните зелени иновации, односно компетенции за развој на зелени иновации, кои што се продуцираат во веб центрите, односно во сите веб провайдери во Република Македонија, и она што допрва треба да биде развиено. Значи, ова е еден почеток на една поголема анализа која што ќе се направи во Република Македонија и во сите останати региони, Австрија, Финска и Португалија. Така да, јас, еве, една отворена покана до сите вас кои што сте тука присутни и таму ќе има една интересна дискусија. Она што тука се дискутира може да продолжи и на тој настан. Ако ми дозволите, јас би споделил и линк за пријавување за настанот во чат. Еднаш благодарам за можноста да го кажам своето мислење во однос на темата. Може ли да се скрие на кај телефон? Ти благодарам, Трајче, слободно можеш да го споделиш линкот со нас. Благодарам. Јас сакав само да споделам еден слайд, ама нешто не ми успеа во насока на ова што го зборуваше Трајче сега. Не знам дали сте го виделе, излезе нов извештај за глобални ризици 2021 и таму топ ризици, значи за 2021 се баш поврзани со животна средина, но има еден што мене ми беше многу интересен, бидејќи ние во UNDP цело време работиме на она проблематика Leave No One Behind, а тоа е Digital Inequality. Значи, колку луѓето ќе имаат пристап бидејќи сега се е онлайн и мислам дека тоа е многу релевантно со образованието и со овие компетенции за кои што зборуваме до сега и тоа е нешто што треба да се земе во предвид. Извинете преку ред, мислам дека уште Елена останува да каже нешто и да привршуваме. Така, Елена, повели. Добар ден и од мене, Елена Ивановска од Министерство за образование и наука, сектор за основно образование. Пред се ви благодарам за иницијативата за организирање на ваква онлайн дискусија и дебата. Му благодарам на професорот Поленаковиќ за исцрпната анализа, односно извештај од аспект на
заштита на животната средина и климатските промени, влијанието. Она што извештајот навистина има доста аргументи и доста факти, на кои што треба да се темалат наредните чекори. Она што мене лично ми недостасува во самиот извештај, ќе почнам прво во делот на препораките за општините, каде што имаат една од клучните обврски за, и мислам дека и најмногу ни влие и на загадувањето и на севкупното обкружување околу нас, а тоа е на некој начин вниманието на зелените површини, вниманието на просторот на луѓето за одмор, рекреација, спортување. Тоа ми фали од тој аспект во извештајот. Нормално контролираното градење и планираното градење, тоа ми недостасува во делот на извештајот, кој што значително влие на климатските промени. Она што исто во извештајот ми недостасува, можеби експертите не успеале тоа да го согледаат, како информација ќе споделам дека уназад пред 3 години, 10 години се реализираше проектот ЕКО, заедно во соработка со невладината организација ОКО. Како резултат на тој проект не само што се реализираше и да кажеме проектот заврши и толку, во рамките на проектот успеавме сите планирања на училиштата од аспект на екологија, заштита на животна средина, влијанието на климатските промени да влезе во годишната програма на училиштата, значи задолжително во годишната програма мора да има такви активности. И она што е интересно, во системот на самоевалуација и на интегрална евалуација која што ја прави инспекторатот, има делови од областите кои што ги оценуваат инспекторите, токму се однесуваат на оваа тема. Затоа сакам да кажам дека од овој аспект мислам дека имаме направено многу, нели, на оваа тема колку и да направите е малку, зашто сепак станува збор за нашата планета Земја и нашето здравје. Така да, она што е интересно, исто така видов дека јас прв пат, за жал, дознавам дека имаме национален, само точниот назив да го видам, Национален комитет за климатски промени, каде што добра е препораката да се прошират со членови од МОН, БР, од Центарот, формирање на координативна група. Јас мислам дека веќе членувањето во Националниот комитет и обврските кои што ќе произлегуваат за сите ресорни, односно за ресорното министерство и телата под него, дека ќе заврши својата цел, но и втората алинеја како препорака координативна група за образование на климатски промени, и таа може да стои, но ако веќе станат составен дел на Националниот комитет, мислам дека од тука ќе се делегираат работните задачи согласно надлежностите. Има многу да се зборува на оваа тема. Она што е видливо во извештајот на професорот е дека навистина се посветува внимание на оваа тема во основното образование. Интересна има областа на учениците да изучуваат, нели, надвор од оние рамки од кои што излагаме стриктно од формалниот систем, и тука се остава простор на креативноста на учениците. Се согласувам дека треба да има многу поголеми финансирање од аспект на развој на иновативни пристапи кон самата тема, и тоа од државата, од страна на општините, и таа препорака е добра. Во интерес на времето нема да одземам многу време. Јас уште еднаш ви благодарам за онлайн дискусијата и стоиме на располагање како Министерство за она што е надлежност на Министерството заедно со сите органи во состав. Ви благодарам уште еднаш. Дори, ти напиши еден коментар, ама може би добро е да се јавиш за збори, да малце повеќе кажеш околу тоа? Еве, дека Дори се вклучи, јас да се заблагодарам на коментарите до сега што беа пристигнати. Во меѓувреме добив информации кои што се поврзани со дополнување на извештајот, еве од колешката Наташа Марковска од МАНУ, дека се испуштени некои предмети кои што се предаваат на ПЕИП, на постдипломски и докторски студии директно поврзани со климатските промени, и во таа насока еве ги замолувам сите кои што нормално во извештајот кој што беше работен само за 2 месеци, нормално дека има празнини, да со мелови, со коментари или директно јавување кон мене, да се поврзете и да го дополниме извештајот.
Во однос на коментарите на колешката Елена Ивановска од МОН, се согласувам, значи МОН е клучно за имплементација на сите овие работи. Гледате во чатот дека Антонио сподели нивно истражување кое што беше реализирано месец-два пред ова мое истражување, каде што беа опфатени токму тие елементи како што беа проектот што го реализира и така натаму, затоа овдека не беа тие ставени и мислам дека овие два извештаи се многу комплементарни. Така да, ајде ќе прекинем тука, ако имаше некој коментар, повелете. Добар ден. Дали може да се надоврзам? Надица е од оваа страна. Од Министерство за образование и наука, сектор Европска унија. Најпрво навистина благодарам што на детален начин и повторно имаме содржини за важноста на климатските промени, колку овие содржини треба да станат наше секојдневие. Навистина ми се допадна фокусот дека најзначајните релевантни документи на Европска унија и на Обединетите нации се истакнати и тоа е некоја основа во која што може да се повикуваме во нашата работа. Од таа гледна точка, навистина, бидејќи јас не сум експерт во темава, а сум заинтересирана да навлезам повеќе, навистина мислам дека е добро во извештајот да се наведе разликата или и на дополнувањата помеѓу образованието за климатски промени и образованието за одржлив развој. Тие теми навистина често се споменуваат, а е добро да се направи увид што опфаќа едното, што опфаќа другото и како тие две теми се надоврзуваат. Во делот на препораките, мислам дека е одлично да има препораки за сите нивоа на образование. Професорот нели на почетокот направивте увид како е правена анализата во делот на основното, во делот на стручното, во делот на средното образование и мислам дека препораките исто мислам дека е добро да се таргетираат за секое ниво од образование. И она што мене ми недостасуваше можеби во презентацијата, а можеби го има во извештајот, доколку ако е глобалната цел да има нето нула рамнотежа до 2050 година, нели во однос на исфрлање на јаглерод, тогаш ми недостасува соработката помеѓу академијата и бизнис заедницата и јавниот сектор за да се прават непосредно директни промени. И тука го сметам за клучно притисокот од академијата, односно од високото образование. Зашто таа е глобална цел, нето нула јаглерод, не знам како е на македонски, и ми фали тоа некако да се адресира во овој извештај. Не знам, како за човек кој што навлегува во оваа тема, се обидов да бидам конструктивна. Благодарам, Надица. Значи, во извештајот има дел од текстот кај што објаснува кои се разликите помеѓу овие видови на образование за одржлив развој, за еколошко образование и така натаму, али се согласувам дека може да се стави малку повеќе фокус на вклучувањето на целиот тој трипл или quadruple helix, бидејќи без нивно вклучување нема развој дефинитивно. Така да ќе бидат проширени делот од препораките и во таа насока. Благодарам. Ви стојам на располагање, јас ќе треба сега да се исклучам, но останува по мејл ако треба и дополнително да бидеме во контакт. Фала многу за споделувањето. Благодарам. И благодарам, Надица. Значи, како што и ти кажа, во интерес на времето, би сакала, доколку нема повеќе прашања, да ви посакам на сите. Марија, извини, Елена, извини, само секунда. Баш во моментов додека дискутираше Надица, го видов споделениот документ од, ќе ми простите името, не го забележав, од Go Green. Интересни препораки има, може да се искористи, гледам таму јас првпат го гледам извештајот, очигледно не е стигнал до секторот, но има интересни препораки дека еколошкото образование се стари, застарени и така натаму и дека треба да биде усогласено со климатските промени. Добри препораки има,
Во моментот кога ќе се формира, односно кога ќе станат составен дел на националното тело, ќе се зацврсти со членовите од бирото и од министерството, добра прилика е да се искористи тој момент за да го направиме образованието како што се даваат препораките во извештајот. Уште еднаш благодарам за споделувањето на извештајот и остануваме во контакт за се што треба. Ти благодарам, Елена. Еве и од моја страна, Марија, како за крај, вистина голема благодарност до колешките од Министерството за образование и наука и до презентерот, до мојот драг професор Поленаковиќ, до сите присутни. Навистина е евидентна потребата и од продолжена комуникација во оваа област и мислам дека чувствувам дека има критична маса. Сето на што години наназад го пишуваме и го пропагираме, конечно да навистина заживее. Јас напишав во четот дека кај гледам исто почетна точка од сето ова е она на кое што ние како министерство сега правиме напор, е да влеземе со ова раззеленување во националната програма за реформи, за економски реформи, затоа што ако таа направиме зелена, ако ги вградиме сите препораки кои што досега на многу аналитичен начин се препорачани во многу стратешки документи од аспект на декарбонизација, сме завршиле огромна работа, а сето ова ќе значи всушност и зелени компетенции, издавање на значение на зеленото образование, така што нашиот напор со министерот е да соработуваме и со економските кабинети, да ја раззелениме таа национална економска реформска програма, која што во моментов започнува да се изработува со подршка на ЕУ, меѓутоа ја води Министерство за финансии, и да пробаме сите заеднички од различни страни да придонесеме да ова навистина влезе како не само како предмет, туку како начин и на размислување и на образование и на живење на крајот на денот. Да не должиме, пошто пробивме агендата, да завршиме тука и можеби ќе треба понатаму повторно да продолжиме и со поврзување на мапирање на каде навистина продлабочување на оваа првична рапидна проценка што направи професорот со мапирање на предмети, институции, стратешки документи и така натаму со конкретни акциски чекори и акциски план како да го воведеме. Меѓутоа ќе речам образованието за климатски промени да го гледаме пошироко од образование за животна средина, тука влегува и законодавството за енергетика, не само значи за делот од животната средина, а она што е НЗС со животна средина се вулнерабилните сектори, биологијата, значи влијание врз водни ресурси, влијание врз биолошка разновидност, врз природа, врз културно наследство. Значи во таа насока да ги одвоиме некако, не да ги одвоиме, него да најдеме заеднички врзивни точки и разлики помеѓу едно потесно, би го рекла, образование за животна средина и едно многу пошироко образование за всушност за промена на мајндсетот на сите нас кон оваа зелена трансформација. Благодарам. Ти благодарам, Теодора. Доколку нема повеќе коментари, бидејќи веќе сме надвор од агендата, би сакала на сите да ви посакам убав ден. Пријатно. Пријатно и од мене. Благодарам за учеството на сите на ова сесија.